Кога пред нешто повеќе од една година комисијата која можем верификува факти со подпис на претседателот без мандат ми го испрати своето решение, таму стоеше дека тоа е строго доверливо. Во тој момент кога го добив решението, кога го подигнав, јас запрев со објавување на досието 25630. Овие, како би рекол, ваквите методи на комисијата да се етикетира, а потоа да се замолчи етикетираниот, се многу интересни, имат едно многу интересно продолжение во решението што сега го видов на вебсајтот на комисијата, кај што вели дека за покренување постапка пред надлежен суд Владимир Милчин да ја извести комисијата. Па добро, еве јас ја користам сега оваа прилика да ја известам комисијата дека ќе поднесам тужба пред надлежниот суд, што во случајов е управниот суд, но исто така дека ќе поднесам и кривична пријава против Томе Аџиев. Ќе објаснам зошто. Веројатно ќе поднесам и кривична пријава против сите оние кои наседнаа на стапицата и оној документ што се однесува на некаков соработник со псевдоним Мишо го објавија како да се работи за драматург, односно за Владимир Милчин. Решението на комисијата немам многу детално да го коментирам, бидејќи го сметам за куп смрдливи лаги. Буквално така. Куп смрдливи лаги. Тоа подоцна ќе ви аргументирам со некои документи. Што всушност произлегува од сето ова? Од она што го има објавено, како и од она што го нема објавено на веб страницата, можам да заклучам дека лицето Томе Аџиев, кој бесправно раководи со комисијата за верификација, е всушност кодош, кој безсрамно и бескрупулозно ги спроведува барањата на своите налогодавци, да се искомпрометираат и така се надеваат тие, да се замолчат оние кои на глас спорат со нив. Методите со кои се служат ниту се нови, ниту се непознати. Што направил Аџиев за да го исполни налогот? Најпрвин го затаил документот со кој УБК ја известила комисијата дека Владимир Милчин не бил и не е соработник. Зошто тоа го направил? Зашто тој документ ја прави невозможна операцијата претворање на жртвата во кодош. Потоа го прикрил, односно не го објавил документот Прашалник за ревизија на лично досие од 1 декември 1983 година, во кој пишува дека Владимир Милчин немал однос со органи за внатрешни работи. Што значи дека се што постои во периодот од отворањето на досието до 1 декември 1983 не се смета за никаков однос и никаква соработка. Тој ги обесмислува, се разбира, оченичките напори на Аџиев и дружината, полуписмени белешки да прогласуваат за докази за соработка. Третиот документ што Аџиев не го објавил е службената белешка од 3 ноември 1987 година, што е 3 месеци по дерегистрацијата на Владимир Милчин како ПО. Од разговорот, таа службена белешка од разговорот во кој двајца оперативни работници на СДБ се распрашувале кај тогашниот декан на ФДУ за моето интервју во неделникот Данас за полициската акција во Вевчани. Значи, 3 месеци по мојата дерегистрација како ПО, тие се распрашувале за мене под моето име и презиме. Да сум бил соработник. Зар немало да бидам регистриран како таков и зар немало да имам псевдоним? Де факто, Аџиев се обидува да скрие една битна работа. Од 1976 кога е регистриран како ПО, до
есента 1908 до август, 19 август 1997, кога е дерегистриран, Владимир Милчин бил сметан за опасен по системот, анархолиберал, либерал и така натаму, и така натаму. И ниту во еден момент не соработувал. Тој документ Аджиев го крие, иако пред тоа го покажал пред членовите на комисијата. Тој е документ со кој комисијата побарала од 4 институции: УБК, Воено разузнавање, тоа третото од Министерство за надворешни и архивот, побарало за 5000 и кусур, не ме фаќате за збор, не ја знам точната бројка, функционери бивши и сегашни, кои пополнили изјави, известие дали биле соработници, информатори и така натаму и така натаму. За Владимир Милчин 4 институции одговориле дека не бил ниту соработник, ниту информатор. Но во 7 документи кои се објавени под моето решение на веб страницата на комисијата, има 2 кои не се наоѓаат во моето досие. Едниот е тој фамозен кој се однесува на тоа што Мишо раскажал за некаков инцидент во Вардар филм, во кој наводно Ристо Шишков изјавил дека е бугарофил, а вториот се однесува на драмскиот текст Преспанскиот круг со црвена боја. И двата се подпишани од самостоен инспектор. Во едниот документ името и презимето на тој самостоен инспектор не е добро покриено со црна боја. Го прочитав, успеав да го дешифрирам оној дел што се гледа и заклучив дека тој токму она службено лице од службата за државна безбедност, за која јас минатата година на ова место изјавив дека не се наоѓа во 8 службени лица, чии имиња ми беа откриени 2000 година, кога го добив досието. Таму се 8 службени лица, нивните иницијали јас ги објавив пред 10 дена, меѓутоа овој беше скриен. Неговите иницијали се СК. Ако појдете на веб-сајтот на комисијата, ќе го видите. Зошто е ова интересно? Бидејќи тој и во двете белешки, без каква и да е причина, спомнува некаков драматург. Во првата белешка дека драматург треба да се праша затоа што изнесувал овакви слични мислења, какви што му ги припишува на соработникот Мишо. Во вториот случај, во случајот на текстот Преспанскиот круг со црвена боја на Милен Неделковски, инспекторот запишува некаков разговор со некаков литерарен критичар, за тоа дека кој тврди дека тој текст е пашквила, дека е тоа црнило, дека е тоа неконструктивно и така натаму и така натаму. Во службената белешка самостојниот инспектор пишува дека треба да се праша за мислење, да се прашаат за мислење и други, и таму наведува драматург. Белешката, односно разговорот меѓу самостојниот инспектор и тој литерарен критичар се одвива 2 недели пред премиерата на таа представа во Драмскиот театар. И замислете сега. Во службената белешка инспекторот вика дека треба да се праша драматург. Можно ли инспекторот самостоен да не знае 2 недели пред премиерата дека режисер на таа представа е Владимир Милчин? Не е белки дека инспекторот, не знам, може би бил пијан, може би бил неписмен, не верувам дека не знаел. Дека ако го праша режисерот на представата, сигурно е дека режисерот ќе каже дека ниту е пашквила, ниту е деструктивен текст, ниту е против системот. Испаѓа дека инспекторот, освен таа работа има логика само во еден случај. Доколку постои некој друг драматург, кој не е ПО,
бидејќи таму не пишува ПО. Значи, или се работи за некомпетентност, доколку инспекторот не знаел дека ја се режирам представата. Или се работи за зла намера, да става драматург секде кај што може, со причина или без причина, или се работи за тоа дека постои и некој друг драматург кој не е ПО. Значи, овој документ се разбира, што се однесува на представата пред Спанскиот круг, беше превиден, никој не се заинтересира за тоа на веб страната. Меѓутоа, сите се заинтересираа за тој документ кој се однесува на Мишо и кој вчера видов во Граѓански беше демаскиран како извештај што се однесува на Мишо, а не на драматург. Вели вака, Граѓански цитира, што е објавувано по медиумите. Владимир Милчин на 2 декември 1981 година побарал средба со агентите на тајната служба. Се сретнале во хотелот Јадран, Милчин таму ги информирал за испадот на актерот Ристо Шишков во бифето на МНТ, што се случил 2 недели предходно и така натаму, а потоа Граѓански вели ова. Ова е цитат што деновиве можеше да се види, слушна и прочита на повеќе македонски медиуми во текстовите во кои се портретираше под наводници соработникот Милчин. Но проблемот е што увидот во документите објавени од Комисијата за лустрација покажува дека ова воопшто не се зборови на Милчин. Ниту пак дека тој само иницијативно барал средба со инспекторите. Вистина е дека како аргумент за соработничкото минато на Милчин е објавен документ во кој го има ова сведочење, но изворот е сосема друг. Соработникот на ОБК под псевдоним Мишо, а не драматург. Ова само покажува дека всушност вистинската цел на оваа хајка, на овој линч, не е лустрација, туку компромитација. Компромитација на Владимир Милчин затоа што тој му е трн во окото на овој режим. Затоа Аџиев, кога го снабдуваат очигледно со документи, мора да смислува трикчиња. Трикчињата обично се состојат во тоа прво да се прикрие нешто, да се затаи некој документ кој не му оди во прилог, патем биде речено Аџиев да имаше досега ќе извадеше некој документ во кој се гледа дека Владимир Милчин прифатил соработнички однос со органите за внатрешни работи, односно службата за државна безбедност. Таков документ нема. Ниту некојаш бил подпишан. Ниту пак овој фамозен инспектор ми пристапил и побарал рецензија на текстот што јас го режирам. Инаку во решението Аџиев пишува дека сум рецензирал текстови, ама нигде нема. Моите рецензии на драмските текстови, тие што сум ги режирал, се самата представа, текст во програмче и така натаму. Други представи не сум рецензирал. Понатаму, он измислува цела конструкција, бидејќи нема друго за што да се фати, за тоа дека јас сушно сум прифатил да соработувам, затоа што сум напредувал во службата на тој начин. Знаете што? Кога јас преминав на факултетот за драмски уметности да предавам актерска игра, се пријавив на конкурс за наставник, бев избран во звањето доцент. А од каде отидов? Отидов од позиција на драматург и раководител на малата сцена на драмата на МНТ, во во тој истиот театар и режирав. Може би Аџиев и таа неговото мнозинство мислат дека да се биде професор, а потоа и декан на факултетот за драмски уметности е големо достигнување во кариера. Предпоставам дека тоа не им е сон, бидејќи за жал тие немаат ништо зад себе. Владимир Милчин во тој момент кога се пријави на конкурсот за наставник на ФДУ, имаше
3 награди за најдобри режии на фестивалот Војдан Чернодрински во рок од 4 години. Од 79 до 82. Две од тие представи останаа забележани како представи со прашалници. Последната е Пиреј, претходната е Свечената вечера во погребалното предпријатие, а првите две за кои добивам награда се Обесеник од Борислав Пекич, еден од писателите на граѓанската десница, тоа многу го сакаат овие од СДБ тогаш, и Хасанагиница од Љубомир Симовиќ со турската драма. Значи, тоа тешко дека некој може да го припишува за напредување во службата, како што тоа го викаат. Патем биде речено, на факултетот за драмски уметности тогаш имаше 45 студенти вкупно. А никој на факултетот, деканството не го сметаше за некаква привилегија, туку за одговорност и товар. А како инаку да го сметаат, кога од тој факултет и ден денес редовни професори заминуваат во пензија со плата од 500 евра. Што мислите, која е тоа финансиска придобивка? Така што, всушност, тој дел на обвинението изнесено во решението е најобична интрига и клевета. Се разбира, Аџиев мора да измисли нешто, Аџиев и тие што му шепотат, што му суфлираат. Бидејќи не може да најде ништо друго, јас се уште живеам во истиот стан во кој живеев и тогаш, кој патем биде речено не е државен, кој е наследен. Дедо ми Трајче Бојаџиев изградил таа куќа со 3 ката и на секоја имал 3 ќерки и на секоја е оставил по еден стан. Јас живеам во таков стан кој сум го добил од мајка ми. Ниту сум побарал, ниту сум добил нешто од државата, повеќе од она што сум го сработил. А тоа што сум го сработил е дека кога бев декан, факултетот има, кога дојдов за декан, факултетот имаше еден оддел само за актерска игра. Во време на моето деканство се отвори режија, драматургија, камера и така натаму и така натаму. Значи нешто сум сработил. Да говорам за тоа колку студенти, денешни актери се некогашни студенти, денешни актери се мои ученици. Просто мислам дека било крај. Зашо ако почнам да ги набројувам, ќе заборавам некого. Ако го спомнам Никола Ристановски, некого ќе заборавам, па ќе испадне дека некого повеќе сакам, а некого помалку сакам. За режиите да не говорам. И сето тоа очигледно не е доволно за да некој биде заштитен од линчот, кој го спроведува Аџиев со мнозинството во комисијата, го наложува врвот на режимот кој владее во Македонија моментално. Очигледно е дека лустрацијата треба, без оглед на цената што ќе се плати, да ја зацврсти власта, да го врти вниманието на народот од проблемите со кои се соочува. Лустрацијата е всушност еден вид арена. Личи на римските арени, во кои биле фрлани луѓето или да се истепат меѓусебно, или да бидат изедени од зверовите. Но, како завршува досието на ПО драматург? Во предлогот за дерегистрација, кој е прифатен на сите нивоа на МВР СДБ, били вака. Во 1981 година со Милчин, припадник на СДБ, обавил разговор во кој меѓу другото се правеле обиди да се ангажира за соработка.
После обавениот разговор и прифатениот предлог да контактира со припадник на СДБ, не е остварен ни еден разговор од интерес на службата за државна безбедност. Треба да се согледаат можностите за продолжување на контактите и создавање услови за градење на соработнички однос. Значи, во август 87 предлагачот за дерегистрација сугерирал дека треба да се работи на создавање услови. Ја не знам што подразбирале по тоа. Меѓутоа, знам една работа. Дека никогаш не ми пристапиле, дека ништо не понудиле, веројатно зашто им било јасно дека тоа нема да биде прифатено. Значи, тоа што Аџиев таму го става е се во ќе, во што би, што кога би. Јас разбирам дека тогашниот тој предлагач, предпоставам дека тој самостојниот инспектор, имал амбиција, правил кариера и веројатно сметал дека тоа ќе биде плюс во неговата кариера, ако успее Владимир Милчин да го претвори во соработник. Или како и да е да го принуди на соработка. Не успел. Она што е страшно е дека и денешната власт, ако не може да го принуди Милчин на соработка, сака барем да го искомпромитира. И во тоа е суштината на проблемот. Суштината на проблемот се состои во тоа дека ние сме соочени со еден режим, чиј експонент е токму оваа комисија, кој во ништо, ама баш во ништо, не е подобар од оној режим кој ми го полнел досието, ме прислушувал, ми ја читал поштата и прибирал податоци од луѓе наоколу. Ми ги анализирал представите, ако се земе примерот со Преспанскиот круг со црвена боја, и ги симнувал од сцена, бидејќи таа представа е симната по третата реприза. Значи, едно е сигурно, ако оваа лустрација, вака како што ја спроведува комисијата која Божен верификува факти и ја води председателот без мандат, продолжи, штетите нема да се завршат на компромитирањето на неколку десетини луѓе. Како што гледате, штетите се шират, тој камен фрлен во водата шири концентрични кругови, тие штети нема да останат само на ниво на општествената атмосфера, на статусот на поединци, на моралот кој владее во општеството. Тие штети ќе се одразат на институциите, на системот, накрај ќе ја растресат, ќе ја раздрмаат, ќе ја разнишаат и државата. И мислам дека денес прашањето гласи или ваквиот закон и ваквата комисија ќе бидат ставени ад акта, или ад акта ќе биде ставена државата која се вика Република Македонија. Јас имам толку. Доколку имате прашања, повелете. Начинот на назначувањето. Дали очекувате од управниот суд позитивна одлука, а што ќе стои во кривичната пријава за Томе Аџиев? Во кривичната пријава за Томе Аџиев ќе стојат некои од работите што сега веќе ги напомнав, бидејќи тоа што тој го тврди во решението нема подкрепа во документите што се приложени, дури и кога овие документи би биле сметани за валидни. Лустрацијата се однесува на идеолошко-политички прашања. Дури и кога овие папирчиња што ги има сместено тука Аџиев би биле точни, во нив нема ништо што се однесува на идеологија и политика. Дури и она полуписмена белешка од некаков од информативниот разговор
дури ни во неа нема било каква политичка квалификација и дисквалификација искажана од мене за Ристо Шишков. Тоа ќе биде, тие моменти ќе бидат ставени во кривичната пријава. Во кривичната пријава се разбира, тешко е да се замижи пред тоа дека Томе Аџиев дури не подучува што смееме, а што не смееме, при тоа нема мандат. Томе Аџиев е тумор во нашево секојдневие. Тој е грдото лице на овој режим. Тој е толку ревносен слуга, што на човека да му се згади. Затоа мислам дека тоа не сме да остане неказнато. Можеби не утре, еден ден ќе биде казнато. А што се однесува до управниот суд, тешко ми е да правам проценки со оглед на тоа дека во претходната ситуација управниот суд избегна да се изјасни, повикувајќи се на поништените одредби на претходниот закон од страна на Уставниот суд. Тестот за Управниот суд допрва следи. Кога ќе мора да влезе во фактичка оценка на ова што се прави. Повеќе прашања имам, значи првото е, бидејќи го спомнувате цело време Томе Аџиев бил, дали Томе Аџиев бил известител во вашиот случај, дали тоа го знаете? Второ прашање е коментар за документот во кој сте наведени со име и презиме за разговор во просториите на РСВР, во нели кој е полого, а во кој не сте наведени под псевдоним, туку под име, за каков тип на разговор станува збор. И уште две прашања, значи кој е Мишо, кој исто го спомнувате, и кој е тој СК, дали тие се сега на некоја позиција, дали се во, да кажеме, во вашата фела, во вашата бранша, или се постанува збор за политичари функционери? Ќе одам наназад, ако нешто пропуштам, подсетете ме. Прво, Мишо е псевдоним на соработник, а не на службено лице, така да немам поим кој е. Тоа е број 1. А тоа лице СК е службено лице, инспектор. Каде е тој сега, не знам. Знам дека на 2 пати ме поздравил на улица. Тоа беше во моментот кога тие 2 документи не беа во моето досие и тој веројатно мислел дека никогаш нема ни да стигнат. Јас инаку знаев дека тој душка околу мене од проста причина што го гледав како се појавува на проби и представи на театарската работилница. Тој користеше пријателство со некои од актерите што играа таму и се вртеше таму. Така што претпоставувам дека не е тешко да се пронајде. Што беше претходното прашање? Документот за разговорот. Каде што сте наведени под име и презиме? Документот за разговорот во РСВР, не, тоа не е во РСВР. Документот кај што сум наведен со име и презиме, односно кај што двајца соработници, односно оперативни вработени на СДБ се распрашуваат за мене со име и презиме, тој разговор се случува во канцеларијата на ФДУ, кога ФДУ има друг декан, тоа не сум јас. Значи, тие се распрашуваат кај него, за мене, по име и презиме, за Љубиша Георгиевски по име и презиме, за друга работа, и за Вукан Диневски по име и презиме. Тој документ ќе го објавам, нема проблем. Можам да го објавам бидејќи тој не е дел од решението. И ако сега веќе се може да се објави, ако може комисијата да објавува се, може се. Значи, тој разговор не е во РСВР. И тоа не е разговор со мене, тоа е разговор со деканот, тогашен. Деканот во 1987 година. Тогаш јас не сум декан. Не знам дали Томе Аџиев, тоа беше прашање така, не знам дали Томе Аџиев бил известител за мене, меѓутоа знам дека Томе Аџиев е потписник на овие смрдливи лаги, како што јас ги велам во решението.
Според тоа не гледам зошто би каква тежина има прашањето кој е известител. Одговорив на сите прашања? Друго нешто? Друго прашање? Ако нема, тогаш ви благодарам на тоа што дојдовте. Јас мислам дека набргу ќе се видиме уште еднаш по истиот повод. Благодарам.